Ќе отвориме во дела 7 глава. Ја прекинавме Стефановата проповед пред Синедрионот во Ерусалим кај Мојсей. И само да повторам како главна мисла, сите досегашни примери кои што Стефан ги спомена во таа проповед, почнувајќи уште од вториот стих, каде што ја започнал проповедта, со Аврам, па низ сите старозаветни примери што ги споменува со една цел, да покаже дека Божјото дело е тоа што вредело во историјата на Израел, а не човечкото. Божјото дело, Божјиот повик, Божјото ослободување, Божјиот благослов, за било што, значи, и да се роди Исак и ветениот син, да се избават евреите од египетско робство. Божјото дело било тоа, надприродното дело, Божјата сила, не човечката сила. Тогаш кога луѓето мислеле, дали Аврам, дали Сара, дали самиот Мојсей кога го убил египјанецот на 40 години возраст, во полна мажевна сила, со човечко дело се пропаѓало, не се успевало. Само со Божјата сила и со Божјото дело се успевало. И Израел просперирал. Беше споменат и случајот со Јосиф исто така во Египет. И застанавме кај Мојсей, поточно тука некаде кај 25 стих би сакал да го прочитам уште еднаш. Значи, Мојсей, наследникот на египетскиот престол, млад, силен. 25 стих вели, тој мислеше дека браќата негови, значи израелците, ќе согледаат дека Бог преку неговата рака ќе им даде спасение. Со тоа што губил египјанецот, кога губил египјанецот, за да го спаси израелецот во таа ситуација, Мојсей мислел дека неговите браќа ќе го следат, дека со тој чин започнува револуција, започнува ветеното ослободување. Веќе Господ ветил и имавме временски, пророчки период, кажано на Авраам, и Стефан тој го спомена пред тоа. Но по 400 години, значи имаше временски период кој што беше најавен, до кога ќе бидат неговите потомци во Египет, во робство, но по 400 години тие ќе излезат, Господ ќе ги изведе од таму, ќе ги избави од тоа робство. И сега тие години, значи тие 400 години се навршуваа, тоа време се приближуваше. И Мојсей мислеше, како што веројатно и го воспитуваа од мал, како што веројатно евреите и го мислеа за таков. Овој наш брат успеа да се спаси од како бебе, значи кога беа убивани еврејските бебиња по наредба на фараонот. Овој успеа да се спаси, па кај успеа да се спаси на чуден начин да биде посвоен од египетската принцеза, дали сега била Хатшепсут или некоја друга, не е битно, како што има разни предпоставки, која била. Но, на таков начин, па дури да стане славен војсководец на египетските војски, па дури да биде толку омилен во владеачката куќа, да се смета за најверојатен кандидат за наследник на престолот, во тој случај не треба ни револуција. Ке седе на престолот и неговите браќа ќе бидат слободни. Арнома како евреин, сепак не можел да седне на престолот. Бил од ниска раса. Не бил прифатен.
бил тугинец, па еве мислел дека сепак преку ова убиство Господ ќе го избави својот народ. Но Стефан го прераскажува тоа за да нагласи уште еднаш дека избавувањето не доаѓа од човечко дело. Не доаѓа со човечка револуција, туку со Божијата сила. Наместо да го прослават Мојсей како нивен водач, револуционер, неговите браќа се завртија против него. И еден му рече: кој те поставил па тебе, 27 стих, кој те поставил па тебе да не бидеш началник и судија над нас? Кој си па ти, со други зборови? Веројатно бил многу горд овој израелец кој што тоа го прашал. Мојсей беше престолен наследник на Египет, славен војсководец на фараоновите војски. Колку горд бил овој израелец што вака му се обратил. Кој си па ти? Или пак и мене сакаш да ме убиеш како што вчера го уби египјанецот. Од тие зборови Мојсей побегна, продолжува Стефан во 29 стих, и се насели како тугинец во земјата Мидијанска, каде што му се родија 2 сина. Колку време живеел таму? Други 40 години. Споменав минатата сабота, сега на 80 години старец. Што може да си помисли еден старец на 80 години? Колку има сега брат Ацо Ефремов? Оприлика. Заборев. Мислам дека е тука некаде. Јас го прашав еднаш кога беше тука, не секам дали беше тоа последен пат, мислам дека беше малку поодамна. Дали би сакал сега, братацо, да бидеш пак 40 години? Но тој ми даде еден друг одговор што не го очекував, а знаев на што мисли, бидејќи ја знаев историјата на нивната семејна трагедија. Ах, вели, јас, кога ја бев на тие години, вели, не бевме срекни, вели. Тогаш го загубија синот. Не го спомена он тоа, меѓутоа јас знаев на што мисли. Но еве, по просечна човечка логика, Мојсей тогаш кога бил млад, силен, зрел, пробал со своја човечка сила да го ослободи народот. Времето наближувало и пред тоа бил сметан за, можеби, Божиот избраник кој што ќе го ослободи народот. Но ете, се завршило со убиство, со бегство, не бил поддржан од своите браќа. Побрал спас кај мадијанците, оние чии предци го продава, го има Јосифа за роб, па го продаваа како роб и во Египет, го купија од браќата негови, го трговци на робови, и го продаваа во Египет. Кај тој народ се населил, и тие биле потомци Авраамови, мадијанците, од неговата втора жена Кетура, еден од 6 синови на Авраам од таа жена, се викал Мадијан. И бил, значи, некој сроден народ, можеме да речеме, и таму живел нови 40 години. Со жена, со деца, и што би рекле сега на негово место? Што си помислил и он самиот, веројатно. 80 години, старец, животот помина, не беше како што мислев, револуција, ослободување. Сите тие пророќства, ништо од тоа не се оствари. Ке си умрам и јас како и моите предци, како и овие мадијанци овдека. Тоа било. Можем да си замислам со тага во срцето, веројатно ги размислувал овие нешта. И може би со тага во срцето, пасејќи ги стадата, и се доближил до таа капина, која што гори
си замислува, може би си седнал некаде во нејзина близина и си размислува. Евоцира спомени. Колку бил славен, се сеќава на својата младост, на своите успеси, неговите победи во битки. Се сеќава на многу славни и радосни моменти, како што секој од ден од нас, кога ќе помисли на минатото. Но ете, времето помина, животот помина. Пробав и да го ослободам народот, не успеа. Се заврши со срамно бегство, со пораз. Еве 40 години овчар, обичен номадски живот. Ништо од сето тоа. Може ли сега по човечка логика на 80 години да предпостави било кој, па и Мојсей, дека допрва следува најславниот период од неговиот живот? По која човечка логика, кога помина младоста, кога помина човечката слава, кога помина убавината, кога помина силата, кога помина животот, и сега на 80 години тоа да се оствари? Се разбира, во никој случај не помислувал Мојсей дека допрва сега он ќе биде некаков ослободител на Божиот народ од Египет. Во никој случај, тоа не поминало низ неговата глава. Веројатно со некоја носталгија се замислувам, со некоја тага во срцето, размислувал за минатото, седнат можеби на некој камен, додека стадото пасе во близина, и така си размислува, ништо навидум не се менува, и одеднаш нешто го привлекува неговото внимание. Што е тоа? Забележува после известно време поминати, таму размислувајќи со носталгија во срцето, со тага, приметува, а во оваа капина нели гореше кога дојдов тука? И сега уште гори? Гори цело време и не изгорува. Интересно. Какво ли било тогаш неговото срце? Што ли тогаш помислило? Како тоа Стефан го опишува? Во 30 стих вели: и кога поминеа 40 години, види како Господ не се брза. Што се за него 40 години? 40 години. Животот помина, младост помина, сега дори. Сега на 80 години ќе почнуваме. Да. Но тогаш му се јави ангел Господов во пустината на Синајската гора, во огнен пламен, во една капина. Ове, најмногу ми се допреја кај Господ ова, што знае најпријатно, зброд пријатно е премногу слаб, да те изненади понекогаш. Кога не очекуваш, од каде што не си помислувал дека ќе дојде решение или спас. Веројатно имаме и ние такви искуства. Од каде што не си помислувал дека ќе дојде. Зоран го спомена земјотресот со Бајрам, многу интересен случај, замислете. Замисли, може ли некој да предпостави дека има во Скопје земјотрес? Се разбира, тоа навистина беше трагедија за мнозина. Меѓутоа, во неговиот случај се исполниле зборовите на апостол Павле, дека за оние што го љубат Бога, се
им врви на добро. Значи и најголемата трагедија да се случи, за оние што го љубат Бога, ќе испадне на добро. Кога има благослов и оно што е лошо, Господ го претвора во добро. Што му рече ангелот? Тука под ангелот се подразбира Божиот син, некој го нарекуваат ангел во Стариот Завет. Ангел Господов, ангелот Господов, ангелот на Заветот, разни такви имиња. Јас сум Бог, значи ангелот, овој што го нарекува ангел Господов, му се обраќа на Мојсей и вели 32 стих, јас сум Бог на татковците твои. Значи Христос го кажува. Бог Авраамов, Бог Исаков, Бог Јаковов. Ова верувам нито еден режисер, нито еден филм не може ова да го прикаже така верно, како што Елена Вајд го видела во Визија, например, или како што би можеле да го видиме во Визија, како што се случило, така автентично како што се случило. Стефан вели, Мојсей се стресе кога ги чул овие зборови. Кога му се обратило тоа суштество од среде огнот, од капината. Какво е тоа суштество кое што живее облечено во оган? Оган околу него. Што запишал апостол Павле на едно место. Нашиот Господ, тоа кај евреите повторам, нашиот Господ Бог е оган, кој што све спалува. Јас сум Богот Авраамов, Исаков, Јаковов, Богот на твоите татковци. Па што, како поинако да реагира Мојсей кога ќе од вакво суштество, вакво чудесно битие, среде огнот, слуша вакви зборови. Мојсей се стресе и не смееше да погледа. Колку славна била оваа сцена, овој призор и овие зборови. 33 стих. А Господ му рече, собој си ги обувките од нозете. И се замислите, Стефан го кажува ова, додека неговото лице свети така како ангел. Како што прочитавме на крајот 6 глава. Значи, водачите на Израел го слушаат Стефана како ги кажува овие, ги прераскажува овие зборови. И неговото лице свети како ангел. А тој им зборува за Мојсеевото искуство, средбата со Божиот син, среде огнот. И Господ му рече, собој си ги обувките од нозете, зашто местото на кое стоиш е света земја. И продолжува да цитира, јас ги видов добро маките на мојот народ, што е во Египет, и го слушнав неговото воздивнување. Верувате дека Господ ги слуша вашите воздишки? Верувате дека овој ист Господ ги знае вашите маки денешни? Вашите потреби? Комунистите, например, не веруваат. Тие мисле дека секоја молитва е така. Звуци што ги кажувате во воздухот. Нешто напразно. Ете, некако. Да си, велеше викаме, тоа е за да си се теши некако човек. Дека може би има нешто. Меѓутоа, ова битие од среде огнот, вели, јас ги видов добро маките на мојот народ, што е во Египет. И го слушнав неговото воздивнување. Па слегов да го избавам. И сега приди да те пратам во Египет. И сега како продолжува Стефан во својата проповед. Тој Мојсей, 35 стих, тој Мојсей
кога го беа одбиле предходно израелците, велејќи кој те поставил за началник и судија, него Бог преку ангелот кој му се јави во капината го прати за началник и избавител. Зошто ги кажува Стефан овие зборови? На што алудира? И сегашните водачи на Израел, на кој што им се обраќа, го отфрлија Исуса Христа. И сега тој ги подсетува дека и Мојсей, на кого се надевате и во кого верувате, беше и он отфрлен од своите современици, од своите браќа. Но Господ го избра него пак, отфрлениот, значи, за преку него да го ослободи Израел од Египет. Сака да каже, така и вие го отфрливте Исуса Христа, но Господ него го избра и него го прослави, него го воскресна. Тоа понатаму ќе следи, се разбира, во неговата проповед, да не ја парафразирам однапред. Но и ова историја со Мојсей, тој ја кажува за да ги подсети на тоа, дека Господ го избра отфрлениот и дека сега преку тој што израелците претходно го отфрлија, со Господова сила ќе биде ослободен Божиот народ. Него Господ го постави да биде началник и избавител. И вели 36 стих, тој ги изведе, правејќи чудеса и знаци во земјата египетска и во Црвеното море, што знаеме, што се случувало потоа, и нема потреба ни Стефан тоа да го повторува, па и во пустината во текот на 40 години. Битното беше ова, да им нагласи дека отфрлениот од израелците Господ го избра и го постави за началник и избавител, за да се сетат дека тоа истото тие го прават со Исуса. Го отфрлија Исуса, а Господ него го поставува за спасител. 37 стих, тој е оној Мојсей што беше им рекол на синовите Израелови: Господ Бог ваш, меѓу браќата ваши ќе ви издигне пророк како мене. Самиот Мојсей прорекол подоцна вакво нешто и на кого се однесуват овие зборови. Не се однесуват на Мухамед, како што муслиманите се трудат да докажат. Овие зборови се однесуваат на Исуса. Иако тука е наречен само пророк, нели? Но Христос е бил повеќе од пророк. 38 стих, тој е оној што на собирот во пустината на планината Синајска беше со ангелот кој му зборуваше со Божиот син. И со татковците наши, оној што прими животворни зборови, нам да ни ги предаде. И кому нашите татковци не сакаат да му се покора, туку го отфрлија со срцата своји и се свртеа кон Египет. Сега кажу како и после излекувањето од Египет, израелците се бунат против Мојсей, од Бога избраниот и поставениот. Велејќи му на Арон, направи ни богови што ќе одат пред нас, зашто не знаеме што му стана на оној Мојсей, кој не изведе од египетската земја. Повторно е ова укор за израелските водачи на кои што Стефан им се обраќа. Ако вие не го прифаќате Божиот син сега, тогаш вие му служите на лажен Бог, тогаш вие не му служите ниту на Отецот. Ако го немате синот, како што би рекол Јован подоцна, го немате ни Отецот. Не може да му служите на Отецот без синот. Како што Израел го отфрлил повторно Мојсеја и верата во единствениот вистински Бог и побрал од Арона, нивниот први првосвещеник, да им направи богови од злато. Идол. И во оние дни направија лик на теле, вели. И му принесоа жртви на идолот и се веселеа пред делото на своите раце. Но Стефан сака да каже, отфрлајќи го Божиот син, вие не сте подобри денес од овие, кои што се клањаја на телето и се веселеа и игра околу него.
А Бог се одврати од нив и ги остави да му служат на воинството небесно, значи на небесните тела, како што е запишано и во книгата на пророците: Доме Израелов, ми принесовте ли вие заклани животни и жртви во текот на 40 години во пустинята? Вие го прифативте шаторот на Молох, вели. Ја тврдите Божјата светиња, Божјето светилиште. Го прифативте шаторот на Молох, на демонот, и звездата на вашиот Бог, Ремфан, замислите. Идоли што ги направивте вие за да им се поклонуват. Ова беа конкретните египетските имиња на паганските божества, кои што израелците ги изваја во лик на теле. Што беа конкретни имиња од египетската митологија. И јас ќе ве преселам потаму, значи подалеку од Вавилон. И тука застануваме кај 44 стих, каде што Јосиф вели: нашите татковци има во пустината скинија, односно шатор на собранието, како што беше заповедал оној кој му зборуваше на Мојсей да ја направи според образецот што го беше видел. И од тука, па до крајот на својата проповед, Стефан зборува за шаторот, повторно за светилиштето зборува, за Божијето светилиште. И повторно нешто се случува, во случајов сега ништо не се случило, туку така дојде редот од крајот на Стефановата проповед, повторно да зборуваме за светилиштето, повторно за третиот храм. Никако да побегнем од таа тема. Но, ако даде Господ живот и здравие, тоа следната сабота предпладне, наутро, кога ќе продолжиме и ќе ја завршиме ова Стефанова проповед, тогаш со незиниот трет дел. Застанавме кај 44 стих.